Благодарам, председателя, почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, господине министер. Конечно, во собранието влегува Законот за јавното обвинителство, закон кој што е дел од реформската агенда и закон за кој што треба многу да се дискутира, многу внимателно да се дискутира, да се аргументира, затоа што јавното обвинителство, да бидеме искрени, независно кој од која политичка номенклатура доаѓа, сите разговараме со граѓаните и знаеме дека јавното обвинителство е рак-рана во македонското правосудство. Сите ние знаеме во изминатиот период, независно дали било пред 10 години, пред 5 години или пред 15 години, има една обвинителска клика во државата која што, користејќи ги законските можности кои што ги даваат различните закони за јавно обвинителство во изминатиот период, но истовремено користејќи ја и моќта на преговарање и договарање, јавното обвинителство се користеше како алатка за пресметка со политичките неистомисленици. Она кое што е клучно, сакам да го потенцирам, јавното обвинителство се користеше како алатка за пресметка со политичките противници. Во оваа држава јавното обвинителство не случајно до сега има 2% доверба. Или можеби 0% доверба. Преку јавното обвинителство во оваа држава се прекројуваа и се носеа закони, се прекројуваа и се носеа устави спротивно на војата на мнозинството граѓани во Република Македонија. Преку јавното обвинителство се интервенираше во законски решенија, во измени на устав, преку него се интервенираше во правење на поголеми или помали коалиции во ова собрание и обвинителството и обвинителите беа оние кои што не само што се ја сурнисаа собствената доверба, туку обвинителите ја сурнисаа довербата во системот. Машите беа тие, други беа оние кои што ги даваа наредбите. И затоа ново законско решение и потреба од ново законско решение е насушно и е добро што влезе сега во собранието. Како председател на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, чие што работно тело е матично работно тело за ова законско решение, сакам да известам јавноста дека законот до нас пратениците пристигна на 9 февруари. Законот нема да се донесе сигурно 2 недели, што значи дека повеќе од 1,5 месец, 45-50 дена, секој еден пратеник, секој еден добронамерник може да прочита и да види какво е законското решение. Дополнително, во текот на вчерашниот ден, Комисијата за политички систем на иницијатива на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија се поднесе барање и за организирање на една јавна расправа во врска со ова многу важно законско решение. На таа јавна расправа ќе бидат поканети сите оние организации и поединци, експерти, адвокати и така натаму, кои што ќе бидат предложени од секоја една пратеничка група застапена во собранието. Тоа се прави со цел да јавноста ги слушне и експертите, ја слушне и владата, а пратениците, кои што се оние кои што конечно го донесуваат законското решение на начин на кој што ќе го утврдат преку амандманската расправа, за конечно да биде добро решение, бидејќи едноставно оваа генерација нема повеќе ексклузивитет и резерви да се коцка со законско решение кое нема да ги исполни очекувањата на граѓаните на Република Македонија. Затоа очекував дискусијата овдека да биде
дали на оваа држава и треба законско решение ново? Мислам дека и треба. Очекував да слушнам дали на Република Македонија и треба законско решение кое што ќе ги биде во редовна наместо во скратена постапка. Да, и тоа се прави. Дали на Македонија и треба законско решение кое што 50 дена ќе биде на очиглед на јавноста, секој ќе може по него да се произнесе и на крај јавноста да цени да и треба. Што не и треба? На Македонија не и треба законско решение донесено со скратена постапка под плаштот на европско знаменце на полноќ под раководство на Артан Груби. Тие времења се завршени секако, но на кое што е суштината таа останува пред нас да видиме што мисли собранието, што мислат патериците, што мислат граѓаните, што мисли невладиниот сектор и што мислат експертите кои што потоа ќе бидат во правниот помет со ова законско решение. Бидејќи јавното обвинителство, пак ќе ви кажам, е рана во македонското судство. Нивните одлуки донесоа до огромни недоверби и во систем, и во општество, и во парламент, и во уставен поредок, и во се. Работата е многу сериозна. На крајот, сакам да ги поканам и другите пратеници, кои што не се членови, ниту заменици на Комисијата за политички систем, да присуствуваат и да ги слушнат сите оние позитивни критики, негативни критики, си да слушнат сте она кои што имаат да кажат луѓето кои што се директно засегнати и поврзани со законот за јавното обвинителство до сега и кои што ќе треба да постапуваат по тој закон и во следниот период. Денес гласаме потреба, се надевам дека оваа потреба ќе изгласаме сите заедно во собранието, а потоа ќе имаме и јавна расправа, и амандманска расправа, и второ читање, каде што ќе можеме и ќе имаме шанса да донесеме на вистина респектабилно законско решение, затоа што ни е повеќе од потребно до сега. Благодарам.